Младата пејачка Теја Трајковска го промовираше својот прв албум, Која сум јас. На албумот, како што кажа на самата промоција, работеше цели 5 години од создавањето на првата песна па до денес. Сега, конечно, албумот го имаме во раце. Теја, добре ни дојде. Добро ве најдов за прв пат кај вас на гости. Прво фала на поканата. Многу ми е драго што сум тука за еден ваков многу посебен повод за мене. И па и за секој млад уметник би бил, верувам. Албумот го наслови Која сум јас според името на едната од песните. Која е Теја? Леле, ова е најактуелно прашање ради самиот наслов на албумот. Искрено, идејата тргна од тоа што јас сакав албумот да се вика Која сум јас и напишав песна така насловена, така спонтано. Песната е малку извадена од контекст, нели, љубовна тема, доста лична моја приказна. Меѓутоа, целиот албум го гледам како едно големо биографско парче, бидејќи поголемиот дел од текстовите се мои, некои во соработка со Ена и Милан, многу да ги поздравам и нив. Бидејќи го гледам како толку личен, затоа и така насловен. Која сум јас, па не знам, многу комплицирано прашање, комплексно. Верувам дека одговорот се менува секој ден, како созревам и се менувам и јас, бидејќи сум млада девојка со само 25 години, секој ден се менува одговорот на прашањето која сум јас. Кога пред 2 дена го промовираше албумот, на твојот Инстаграм профил стави фотографија од многу седиње едно раз друго имаше напишано леле, дојде, не ми се верува, буквално со извичници. Да. Дали сега 2-3 дена подоцна малку се смирија емоциите и си свесна дека твојот албум првенче е веќе излезен? Да, мене искрено хард копи од албумот, седињето ми стигна буквално утрото кога беше промоцијата. Значи у 5 до 12, меѓутоа стигна све окей. Бев пресекна кога го видов, иако нели мислам моментот и чувството кога го фатив во рака беше така посебен. И сега малку ми нели ги склопив импресиите бидејќи поминаа неколку дена од самата промоција. Веќе имам некои повратни реакции, коментари, меѓутоа сепак мислам дека уште е рано и дека допрва треба да работиме и на промоција, веќе работам и на нов видеозапис на една наносечката тема на Која сум јас, бидејќи па можеби би издвоила таа песна како една од најпосебните за мене на албумов. Не, јас ќе те прашав која песна ти е најемотивна, во која песна најмногу се пронајде, посебно што ти самата кажа дека дел од текстовите ги напиша ти самата. Да, па верувам дека секоја песна најмногу сум се пронашла во неа во одреден период, тоест кога сум ја напишала и кога ми се случила. Во моментов можеби најлично ми е баш таа Која сум јас. Не би сакала повеќе да откривам, ќе откривам во самиот спот бидејќи имам така една доста интересна идеја. Се надам дека ќе ја изреализираме. Јас сакам многу да се мешкам во се. Така сум перфекциониста, сакам секогаш имам иницијална идеја која ја правам самата песна, веќе го замислувам видеото и како тоа треба да изгледа, бидејќи визуелната промоција и представување на музиката е многу важна. Значи, сепак нашата работа и професија е еден цел пакет, не е само да некој добро пее, да некој добро изгледа. Секој момент е важен и па и отпослед кога светот ќе се спакува и направи промоцијата и кој колку ќе наврти на радио, дали ќе навртат, дали ќе настапуваме во живо со тие песни, како тоа ќе звучи, значи буквално се е важно. Една огромна филозофија е нашата професија. Сега во последно време тоа ми е онака главен хумор, што доста се ангажирав и се измачив околу самава промоција, некои последниве 2-3 месеци бев тотално преокупирана со тоа. Тие што ми се блиски знаат бидејќи не ме ни вида, ни мајка ми ни татко ми дома не ме виделе, на спиење доаѓав само. И цело време се шалам на темата колку сите мислат дека е романтично да си пеачка. Као не е тоа романтична уопште професија, барем не кај нас во Македонија, бидејќи самите сме за многу работи одговорни. А дали си романтична по природа? Во љубов, да, многу ептен. Па и јас си верувам сите уметници. Љубовта не е движечка сила, без љубов нема ништо. Бар така јас мислам. Велиш дека си перфекционист во тоа што го работиш. На самата промоција твојот продуцент Лазар Цветковски исто така рече дека го знае веќе твојот стил, знае што сакаш, што бараш, дека сте на иста бранова должина и дека заради тоа многу лесно ги создавате песните. Меѓутоа, тешко ли е да се работи со Теја?
Каков соработник си ти? Конкретно за Солазе морам да тргнем од него, бидејќи мислам дека она е можеби најважен во мојата приказна. Целиот албум е буквално заеднички, бидејќи по 10 композиции е подпишан и тој. Се знаеме некој сигурно 7-8 години, ако не и повеќе. И многу пред првата песна на овој албум ми треба малку време. Значи, ние се запознавме, јас имав моја композиција, бев втора средно, и така полно со ентузијазма, во средно музичко учев. И си напишав песна со моја музика, нели? И мене, он тогаш исто беше на самите почетоци, ова е многу пред теа да биде теа и Лаза да биде Лаза. И јас сакав онда ми го прави аранжманот и така се запознавме. Јас го купив со тоа дека е девојче втора средно, амбициозно си правело музики, само си свирело на клавир. И така се запознавме. Таа песна е насловена Ден од Де. Кога се вратив со ми треба малку време, се што претходно сум работела го стави во втор план за да нели тој нов звук и нов идентитет кој што го ствараме биде во преден план. Бидејќи веќе градевме некој идентитет, сакав да се песните во исто поглавје. И иако на самиот албум има различни теми со, па да речам, различен жанр, сепак тоа се двојот, тоа што сум го работела многу пред тоа кога сум пеела, не знам, на Макфест и на Охридфест. Тоа е на друго време. Исто така после овој албум ќе верувам дека ќе влезам па во некој скроз друг правец и ќе треба да размислуваме малку поинаку и музички. Сите дури големите звезди нели го менуваат стилот, да, посебно од албум на албум. И на светска сцена тоа е одличен пример. Значи јас многу пратам овака светска музика и секој албум верувам дека треба да си има своја приказна различна од претходната и пооригинална и интересна, како инаку би биле интересни за слушателите. И се надевам дека ќе успеам да го задржам вниманието на публиката и дека нема да засадам. Нормално. Меѓутоа не ми кажа дали си тежок соработник, да, дали е тешко да се работи. Се разборев со историјатот за мене и за Лаза и конкретно тоа што го викаш дали му враќам песни, дали имаме такви проблеми. Не му враќам песни бидејќи ние 90% од тоа што го работиме на лице место. Кога јас доаѓам во студио со текстови или не, некогаш го пишувам на лице место согласно идејата и на лице место ја создаваме музиката буквално почеток или оттрнувам од некој бит кој што он ќе ми го пушти, ја му викам да, не, можеби ова не ми свива, ми се свија, ама цела идеја создаваме од нула заедно, што мислам дека е многу важно и дека ради тоа албумот звучи вака како што звучи, ништо не било правено шаблонски као две строфи рефрен, хаха. Туку се било стварно момент на инспирација и например се случувало да јас дојам во студио и да мене не ми е ден или него не му е ден и сега некоја што сила не бива. Например летово, тоест април месец, јас дојдов да направиме летна песничка, полесна. И така ја направивме која сум јас, што е најсериозна тема на албумот. Па јас после се враќав после месец дена да направиме бла бла бла, бидејќи сакав да извадам полетна и полесна композиција, ама едноставно 20 бевме во меланхолија и тоа не се случи. Мислам дека сме птенна фреквенција и дека он веќе многу ме знае, он вика те знам како дишиш. Се слагам дека ме знае како дишам и обратно. И сепак многу добро се разбираме и од тука тргнува се, а за се друго, како например за видео и за такви работи, како соработник сум многу голем перфекционист, не знае, дека по 20 пати знам да враќам на корекции, значи мора секоја секунда мене да ми се свија, како би го пуштила тоа во етер, бидејќи сакам да сум пред се ја задоволна, како нешто би се допаднало на публика, мора прво на мене да ми се допадне. На Лаза си му пристапила кога си била во втора година средно, да. За да му кажеш дека детот втора година средно има напишана песна. Меѓутоа, твоето пишување песни датира од малку поназад. Ми кажа дека првата песна ја имаш напишана некаде во трето или четврто одделение, дека со таа песна имаш настапен на Златно славече, значи со сопствена песна. Да, тоа е интересна приказна. Јас бев дел од хорот на Златно славече добри 6-7 години, тоа ми се едни од најдрагите спомени. Сакам да ги поздравам сите од таму. Моите најблиски пријатели ми се од таму. Најдобрата другарка моја, до ден денешен Елена, ми е запознаена на Златно славече, сме патувале низ целиот свет и имам навистина драги спомени од таму. И јас си бев член на хорот, нели? Има фестивалчиња овона и си имаат они регуларен конкурс за композиции на кој што јас учествував под код, значи никој не знаеше дека тоа сум јас. И ми примја песничка и со моја музика и текст и ја испеав и
всушност тоа се случи два пати, значи на две златни славејчиња јас бев кантавтор, бев песничка со моја музика и текст. И не само златни славејчиња, на повеќе детски фестивалчиња, не знам, Pumpkin Stins, Шарени ноти, на националниот избор за детска Евровизија исто тука, тогаш малку поинаку беше, тогаш имаше кај нас избор, па тука пеев. Да, имаше фестивал. И децата мораше да бидат автор на композициите, мислам дека сега веќе не е така. Така, да. Значи стара сум веќе, други времиња биле тоа. Многу ми е важно да не ми е егото во прв план, ако некој има подобра идеја од мене, апсолутно ја прифаќам. Затоа и на албумот е на поголемиот дел од работите комплетно композитор Лаза. Пример за Рушевин имавме ситуација која што јас дојдов и текстот беше мој, ама имав и музика поинаква од оваа. И он имаше подобра идеја која што заедно ја склопивме и јас отворено ја прифатив со раширени раце, бидејќи не сакам да патам од его и суета и сега леле мојата идеја мора да биде крајна. Апсолутно не, отворена сум да соработки. Здравје Боже, би соработувала со секого доколку имаме онака размена на енергија и кликнеме на некаков начин. Од денешен аспект, дали си горда на себе што ете на 9-10 години веќе си почнала да компонираш, да пишуваш текстови, буквално да правиш песни, да знаеш дека твојот живот е музиката? Не знам, тешко прашање. Искрено, никогаш не сум помислила, вау, горда сум на себе. Не сум многу нарцисоидна, тоест воопшто, бидејќи воопшто не гледам дека до сега сум имала нека одскочна даска, само hard work. И албумот не го гледам како одскочна даска, туку нешто што морал да се случи да ми ја заокружи до сега кариерата, па да продолжам во нови, да кажам, походи и доходи. Сцената во Македонија е таква каква што е, нели? Доста и храбро е да извадиш еден албум во денешно време, точно кога музиката некако стагнира. Баш тоа го зборувавме пред емисијава, бидејќи публиката е таква каква што е и таа која што е, сепак ние сме мала држава, имаме мала сцена. Тешко е да бидеш препознат за тоа што го работиш, а и не знам дали луѓето се свесни што све треба да направиме за да извадиме еден албум и колку тоа не е така едноставна работа. Рече дека твоите родители, дека си им благодарна всушност на твоите родители што во ниеден момент не ти рекле дека треба да се занимаваш со друга професија, кога си им кажала дека сепак го одбра пеењето. А тоа го кажаш на промоција. Да, на самата Мислам промоција дека, го да. кажа. Дали на вистина во ниеден момент не ти кажале, слушајте, ја знаеш каква е ситуацијата кај нас, ајде размисли за план Б. Буквално во ниеден момент не сум го слушнала тоа од нив. Они се занимаваат со скроз друга. Значи, брат ми свиреше тромбон во средна, после он тргна на сосема друг пат, значи од кај мене дома никој не е баш на музичар, иако и двајцата, и мајка ми и татко ми како деца имале некои музички афинитети. Меѓутоа, јас сум прва од моето семејство кој што го избрала ова за професија и покрај тоа, искрено, никогаш не сум имала момент на да не добивам било каков тип на поддршка за тоа што го работам од нив. Напротив, ми биле само ветар од грб, затоа сум им бескрајно благодарна. Најискрените, најконструктивните критики ги добивам од нив. Сум имала критики, значи многу, од секаков тип. Значи буквално верувам дека интервјуо сега ќе го гледаме, ќе добијам некаков коментар. Меѓутоа, конкретно за професијата што сум ја избрала, никогаш, само full support и многу сум им благодарна што ете веруваат во мене и во мојот избор за тоа што сум одбрала да го работам. Се добива впечаток дека твојата помала сестра ти е најдобрата другарка, буквално. Начинот на кој што вие две комуницирате, се забавувате, дали е навистина така или ви е само любимица по дома? Навистина е така. Ние сме многу голема разлика во години, 15 години цели. Дури буквално памтам мајка ми која остана трудна и која ми кажа, ете, ќе имаме, пошто имаме брат ми има 22 години, значи баш сме онака ептен голема разлика сите и секогаш не е забавно по дома. Можам да кажам дека буквално 80% од времето ми се врти околу сестра ми, да не речам целиот свет. Многу сме блиски и јас се чувствувам кога да сме пораснала, многу ја чував и се уште ја чувам, она веќе е големка, има 10 години. Така веќе расте и влага во некои предпувертетски фази, пред пувертет. Сите муавете ни се презабавни.
И е омилена на сите мои пријатели, еве тие што ме пратат и што правам, значи она е онака топ тема. Гледам дека и на промоцијава дури дала интервју и изјава, ми кажуваше она пресрекна. Она исто го прати многу тоа што го работам нормално. Денеска давав цедиња да подели во оделенија. И е мојот најголем фан и поддржувач. Секогаш си средена, секогаш се грижи за изгледот без разлика дали станува збор за некој јавен настан, дали станува збор за настап, концертите, промоција. На самата своја промоција дојде провокативна во преубав фустан. Кој се грижи за тебе и она што ме интересира малку повеќе, дали ти пречат пишувањата на дел од медиумите кои што обрнуваат повеќе внимание на твојот стил, од типот на дали те ја носеше долна облека или не, на настапот во однос на тоа да ја коментираат твојата музика? Носев креација на Андреј Папас. Идејата беше, да речам, заедничка, меѓутоа реализацијата беше фул негова и многу сум задоволна тоа како излезе. Тоа беше и стварно добив многу позитивни коментари. И Дарко од Hair House, негова фризура. И тоа изгледаше така како што изгледаше само поради нив. Изгледот на сите јавни личности е нормално да биде коментиран, барем во цел свет е така. Тоа што кај нас тоа е у преден план и што тоа е у поголем интерес од самата музика е тажно. Меѓутоа, нормално е ние скренуваме внимание со тоа како изгледаме, бидејќи сметам дека тоа е дел од нашата професија. И всушност во цел свет е така. Кога ќе се секогаш тоа скренува повеќе внимание и тоа е поинтересно за коментирање од типот на дека јас сум била провокативно облечена од самата суштина и не мислам дека тоа е табу тема. Например, за самиот албум и покрај тоа што да се благодарам многу и на Љубан од Штип, он го правеше каверот, дизајнот и фотките. И направивме една малку подолга фотосесија во многу креации кои што имаше и малку попровокативни. Имено во една од креациите која што by the way креација, јас сум до тука закопчена боди, имаше наслов на некој портал, Теа Трајковска само во боди пейнт комплетно гола позира за каверот на својот албум. И јас бев малку збунета бидејќи јас бев облечена. Ама тоа е многу интересно да го коментираат, претпоставувам и не би требало да ме изненадува, сепак понекогаш ме изненадува, ама валјда е нормално. Меѓутоа, намерно одбравме токму вакви фотки и за напред и за од позади на албумот, кои што се повеќе лични и, да речам, артистични, отколку каде што е во преден план тоа дали сум јас убава или секси или не знам што. За тоа има моменти како промоцијата. Не мислам дека треба биде во преден план, туку дека треба биде во преден план мојата музика, бидејќи јас сум пред се артист и пејачка, после се друго. Промовираше нов спот, промовираше нов албум, што е следно? Па можам да кажам дека веќе работиме на видеозапис за, како што кажав преска, која сум јас. Исто со Бане и Стомато продукција, тоа ќе биде промовирано многу наскоро, за некој само месец-два. Веќе во 2019 до душа, бидејќи сме при крај со годинава. И потоа веќе се спремам да работам на некои нови, сосема нови проекти. Не би откривала премногу, меѓутоа сакам да експериментирам и со музичкиот звук, можеби некои нови соработки, значи онака скроз да продолжувам да изненадувам публиката, бидејќи сакам секогаш да правам нешто ново, да не се повторува тоа што го работам. Се надевам дека ќе имаме инспирација и јас и Лаза и дека ќе направиме нешто повторно квалитетно. Теја ти благодарам што одвои време и што дојде во Репортери, што сподели некои работи со нашите читатели. Фала ви многу на поканата, Преца, и ми е многу драго што се дружевме, што си правивме вака некои длабоки муабети и се надевам дека ќе имаме во скоро време повторно прилика.